Продолжува страшната голгота на вразувани, изгладнувани, травматизирани и силувани кучиња, оставени без храна и вода. Кучиња кои преку ноќ исчезнуваат и на кои им се губи секоја трага. Таква е сликата на напуштениот објект на улицата Скопска во Кочани, каде што злоставувачот Николчо Тарџиманов секојдневно донесува нови кучиња, ги малтретира, врзува и силува и ги остава да умрат од глад и жет. Пред 2 дена силувал и до смрт измачил уште едно куче. Николче и понатаму си продолжува со неговото малтретирање на животните, кое последна жртва беше кутрето кое во средата беше најдено силувано во центарот на градот. Николчо Тарџиманов постојано ги зима кутрињата од градот или од околните села, во кои на сабајлето во утринските часови околу 4-5 часот оде во околните села и во градот и ги зима кутрињата, потоа ги носи кај него во подрум, каде што станарите веќе во зградата кај што живее се запознаени со случајот. Тој таму ги малтретира, ги силува. Нашата камера ланската година заедно со екипите на Сдруженијата за заштита на животните го регистрираше објектот каде што ги малтретира кучињата, а околу можеа да се забележат фрлени и убиени кучиња, од каде се шири неподнослива реа на мртвило. Кучињата беа цврсто стегнати околу вратот со жица, без простор за воздух, дехидрирани, измачени, тепани, малтретирани, без храна и вода, врзани под креветот. И после тоа никој ништо не презема да се спречи малтретирањето на невините животни. Активистите на Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани секојдневно добиваат закани од Николчо дека ќе ги нападне и нив ако го пријавуваат во полиција и ако му ги земаат кучињата. Затоа тие бараат поголема соработка од полицијата. Имаше случаи кога ние со Сдруженијето отидовме да ги вадеме кутрињата од таму, па потоа тој кога не виде дека сме вака низ градот, ни се заканува да не отидеме кај него пак повторно како да не сме го ние малтретирале него. И со закани ние кон нас дека може и после и нас да ни наштети, дека ако продолжиме да одеме кај него и спасуваме кутрињата. Тој со години наназад веќе се занимава со малтретирање на животните, но ние како здружение не можеме ништо да направиме, па затоа замолуваме полицијата ако сака да ни помогне во ова случка за да се најдат докази во врска со Николчо. Граѓаните и станарите зад камерите коментираат дека стравуваат од можен напад врз дете, бидејќи секојдневно гледаат остатоци од тела на мртви кучиња, распаднати лешови, расфрлани екстремитети, празни шишиња, пиво и искористени кондоми. Пред 3 години се ова зборуваше и го потврди и неговата мајка, но бидејќи ја малтретира и неа, и таа не смее јавно да го искаже проблемот. Ланската година членовите и активисти на Сдруженијата за заштита на животните одржаа протест во Кочани поради нереагирањето на надлежните институции против постапките на Николчо во врска со изживувањето врз животните. Тие побараа од надлежните институции да реагираат и да преземат мерки против сторителот. Од Сдруженијето повторно најавуваат протести. Наскоро се договараме со Сдруженијата дека ќе се организираат протести, но тоа ќе биде во тек, ќе сте известени сите, па ќе се знае кога и точно ќе бидат протестите. Сдруженијето Втора шанса од Кочани заедно со останатите здруженија за заштита на животните апелираат на преземање мерки од страна на институциите, полицијата, општината, социјалните служби и да го спречат изживувањето со животните.